се јавивте кај нас во редакција и кажавте дека таму се вршат агитации кај иселениците од Македонија. За што станува збор? Точно е тоа, Минче. Изминатата недела, додека се уште траеа сите тие митинзи, пропагандини во Македонија пред изборите, на наша роднина, значи на мојот сопруг Стрина, доби повик од Македонија, значи со позивен плюс 389, со агитации да гласаат за одредена политичка партија, одреден кандидат, значи представник од диаспората. Звонеа од кој број, од која политичка партија? Точниот телефонски број не можам да тврдам, можам да се осигурам доколку таа информација би сакале да ставите во етер, меѓутоа дека позивниот бил 389, тоа тврдам, плюс 389, значи се јавиле од таа политичка, од ВМРО ДПМН и вршеле притисок, агитирале да се гласа за, не сум сигурна исто така кој е представникот за Чикаго или како и да одат тие работи, значи сум тотален лаик во ова, не можам да тврдам, меѓутоа знам дека се вршело притисок да гласаат за ВМРО ДПМН, вршење притисок на иселеници што се од 98 можеби претходно во Америка и што немаат ништо со Македонија, мислам дека не е во ред. А кој ги дал личните податоци и со кое право ги дал личните податоци за некој да се јавува од Македонија? И па околу тоа не можам да тврдам, меѓутоа со голема сигурност можам да ви кажам дека бидејќи овие луѓе за кои зборувам живеат тука од 98 година, значи они немаат никаков контакт со македонски органи за документи или за било што и не знам дали воопшто некаде се водат, а во однос на нивните амерички броеви имам само една претпоставка што можам скоро да со сигурност да тврдам дека е од македонскиот конзулат во Чикаго, бидејќи они имаат контакти нормално како македонци со нив, претпоставувам дека нивните контакти се земени од конзулатот во Чикаго. Минатиот пат кога гласавте за председателски избори сте биле прилично љути, бидејќи не сте се нашли на списокот. Што се случуваше? Вака сега, значи, не можам да тврдам ништо околу тоа како е законот точно, меѓутоа се случи следново. Ние бевме да гласаме, аплициравме еден месец пред гласањето, а аплициравме затоа што ни стигнаа имејлови дека имало пријавени многу албанци да одиме да гласаме, да не случајно кандидатот од диаспора е албанец. И, значи, ние на тој повик не ради моментот албанец, него воопшто дека има избори, нормално дека се пријавивме и отидовме да гласаме за председателските. Што се случи? Влеговме тамо, свативме дека не нема ни избирачкиот список и одеднаш извадија дата. Во моментот не можам да тврдам, мислам дека беше 7 март, ама не сум сигурна, дека бил крајен рок за пријавување за изборите, а ние као накнадно сме аплицирале. Се прашувам една работа. Прво, тоа е недозволиво да ни вршат притисок тука да гласаме, а второ, ако било тоа така и ако тоа било рок, јас сум сигурна дека во Македонија повеќе од пола од населението, јавноста на тој датум не беше информирана дека ќе има гласање, односно председателски избори и какви да се. Така да тоа не е во ред апсолутно. И бев многу лута, отидовме, се наоѓа во центарот на срцето на Чикаго, конзулатот каде што се одвиваше гласањето. Не. Не успеавте. Слушам дека имало кои што се дојдени од Македонија таму да агитираат или не знам зашто, кои што живеат таму привремено додека траат изборите. Има ли такво нешто? Да тврдам дека се дојдени луѓе баш за изборите не можам, бидејќи немам таква информација, меѓутоа дека има представници од дека за привлекување некој си наводно на инвестиции странски, тоа е точно дека има и живеат живот што е, се вика, многу на висока нога и сето тоа нормално оди на грбот на граѓаните, бидејќи они го плаќаат тоа, нивните плати, станови во центарот на Чикаго и така натаму. Највеќе ме иритира моментот што
не знам баш колку тие истите донеле во Македонија.